Пред 8 години започнав со граѓански активизам за ретки болести, тргнувајќи од проблемот кој го има во своето семејство. Именно добивањето на диагноза после 14 години талкање по клиники воопшто не беше лесно да се случне како мајка. Ги послушав советите на професорите од детската клиника кои ме советуваа да се вклучам во групи за поддршка, приклучување кон странски мрежи за ретки болести, па можеби тогаш ќе успеам да најдам сличен некој со синдромот на мојот син. Првата акција која што во Охрид ја организиравме, тоа беше Hack for Rare или се гушкаме за ретки. Благодарение на волонтеризмот и успешноста на целата кампања беа испратени многу слики со гушкање, со поддршка од цел Охрид, не само во Македонија, но и из целиот свет. Оно што беше видливо уште на самиот почеток при објавата на првата диагноза кога ја објавивме е реагирањето од пациент кој веќе има или пак кој веќе во фаза на диагностицирање. При самиот пост прашува дали друг некој пациент е заболен со некоја ретка болест. И на таков начин, значи преку самите постови или приватни пораки, успеавме да споиме многу семејства со ретки болести, бидејќи е многу полесно да знаеш дека некој друг во соседен град или соседна држава, ево ќе речеме, што ни е блиска до нас, страда со истата болест, бидејќи можеш да си размениш искуства околу диагностицирање, околу евентуално некакви лекови ако постојат или помагала. Или каква е, например, состојбата околу третирањето на таа сама диагноза во таа земја. Од моите контакти со семејствата и пациентите со ретки болести гледам дека им е важно. Важно им е што се зборува за ретките болести не само во месецот на ретки болести, меѓутоа и во следните месеци или пак со некои кампањи кои што ги организираме или учествуваме на некои спортски надпревари. Еве тука ќе го спомнам Охрид трчат. Од самото стартување на Охрид трчат, значи секогаш има тимбилдинзи за пациентите со ретки болести на кои што знаат да трчаат и познати личности од јавниот живот или политичари кои што на некој таков свој начин ќе дадат поддршка, ќе пренесат порака и секогаш медиумите се заинтересирани кога ќе видат дека некоја јавна личност ја дала својата, барем и на таков, на спортски надпревар, својата поддршка за пациентите со ретки болести. Она што ми представува чест и задоволство да го кажам исто е дека благодарение на Вики клубот од Охрид и македонската Википедија е дообогатена со 111 ретки диагнози на македонски јазик. Исто така овој месец како некој централен настан нема да одржиме се ради пандемијата за жал. Меѓутоа месецот на ретки ќе се заокружи со болеста булозна епидермолиза, за која што благодарение на добрата соработка со Македонска пошта, каде што сум и вработена, ќе издадеме и ќе промовираме четвртата поштенска марка поред за децата токму со оваа диагноза. Така да ако успеавме во први во светот да сме со обојувањето на Самуиловата тврдина,
4 години наназад успеваме да сме први во светот со промовирање на 4 ретки поштенски марки. Првата поштенска марка беше општа, така ќе се изразам, деца со ретки болести. Втората поштенска марка беше деца со Алпортов синдром. Третата е деца со болест на Гоше, а четвртата која што ќе се промовира на самиот ден на ретки болести 28 февруари во Скопје е деца со облозна епидермолиза.